Една порака до јавната администрација. Да не дозволите повеќе да ве лажат. Груевски плати не ви дава од мајка му нада. Плати дава од тоа што народот и вие плаќате даноци на оваа држава. Не зависите од никого. Испраќам порака. На никого нема да му фали влакно од главата. Сите што имат намера честно да се извршуваат својата работа, професионално и отчетно кон својот народ и својата држава, ви ветувам, влакно нема да ви фали. Доста му се плашевте, доста треперевте, доста морате лајкови да ставате на нивната страна, доста морате на митинзи да оѓате, доста ве понижуваше. Ова земја е ваша, колку што е на сите други. Ова земја имате обврска и вие да се приклучите и да ја вратите во нормала, заедно со сите нас. Што мислите на нас ни е лесно? Овој народ овде нема закани и уцени, нема заплашувања, но знаат овие луѓе овде дека Македонија е во прашање, дека народот е во прашање. Затоа, повик до јавната администрација, уште неколку дена, да не се приклучите слободно на ваквите протести, на ваквите митинзи, на ваквите дебати, кои ще ги водиме во јавноста. Ве повикувам рамо до рамо со нас, да се одважите и да се охрабрите, затоа што и вие сте чеда на оваа Македонија. И вие имате обврска да придонесете кон спасот на Македонија. Решение е пенкалото. Пенкалото на 11 декември и за окружување четворка. Четворка за живот во Македонија. Почитувани граѓани, кога веќе се е јасно, вечерва исправено овде, простум стоејќи пред вас, пред охриѓани кои што ги почитувам длабоко од душата. Барам подршка. Барам подршка за борбата. Барам подршка за одважноста. Барам подршка за храброста. Барам подршка за мојата и вашата Македонија. Барам подршка да го вратиме животот во нашата Македонија. Ве повикувам, кога веќе знаеме се, кога нема повеќе тајни, кога имаме одлична понуда за враќање на животот во Македонија, кога направивме се што ни една опозиција не направила никаде во светот, ве повикувам да бидете одговорни граѓани на ова наша земја, да застанеме храбро и мудро, да донесеме одлука. Таму на гласачкото ливче, ако се вперите, ќе ја пронајдете и слободата, и демократијата, и правдата, и единството и сплотеноста. Таму ќе го најдете и животот во Македонија. Ве повикувам да гласате за бројот 4. Ве повикувам да гласате за живот во Македонија. Да ја зграбчиме детелинката со 4 листа, затоа што секој од вас заслужува среќа. Имаме работлив народ, имаме одлична географска поставеност, имаме наши природни богатства и ресурси, имаме наши туристички можности, имаме наши минерални суровини. Ајде да му покажеме на светот дека може во Македонија да се живее исто како во Западна Европа. Да гласаме за живот во Македонија, да живее Охрид, да живее Република Македонија и сите нејзини граѓани.